Врисоци, лелеци за помош, пламени јазици кои многу брзо се заканувале и навестувале дека се ќе изгори до темел. Буквално 5 минути имале време тие што успеале да се спасат во синоќешниот страотен пожар во кој изгоре модуларната болница во Тетово. Потресно сведоштво на ќерка на преживеан во трагедијата. Ивана Залфа ги раскажува неколкуте минути кои цел живот ќе ги памети. Извика некој, прво мислев дека е смртен случај. И после слушнавме пожар, ги затворивме вратите од ходникот, отворивме пенџерите и почнавме да ги кинеме нормално. Кој можеше стана од пациентите по полека сите беа у шок. Едва ги префрливме преку пенџер, тие што им требаше толку кислороднова поддршка издржаа. Тие што им требаше кислородната поддршка одма се несвести, а само што излегоа од пенџер. Така да ја бев последната што излезе од собата после татко ми. Другите што останаа, што беа без некоја придружба, да речем, тоа мислим дека почина. Многу брзо, значи 2 минути не имаше време пожарникарите да дојдат толку брзо. Ама имаше луѓе што беа напред, туе застанати, што подаваа раце, помагаа, имаше луѓе кои што буквално ни помогнаа да ги извлечеме. Според досегашните официјални информации, во пожарот се загинати 14 лица. Причините се уште не се познати, се претпоставува дека пожарот избувнал како последица на електричната инсталација. Увидот траеше до пладне, а постојано дежураше и противпожарна екипа. И пожарникарите сведочат за големата трагедија. 3 возила и цела дежурна екипа гаснеле и се обидувале да евакуираат што повеќе пациенти. Во тие моменти ние не сме виделе и не сме мислеле дали ваѓаме живи или да не речем мртви. Значи, колку што сме могле, толку сме извадиле, но треба да нагласиме одека дека и многу граѓани, па и од лекарите ни дадоа многу помош за да ги евакуираме. Во Тетово е прогласена 3-дневна жалост, а општината ќе додели и финансиска помош на семејствата на загинатите во пожарот. Преживеаните во трагедијата згрижени се во ковид центарот на интерното оделение и се во стабилна состојба. Јавноста бара одговори, но и одговорност, а засега, како што дознава Алфа, оставка дал само економскиот директор на болницата.